Во последните години светското јавно мислење се занимава со прашањето за абортусот многу повеќе отколку кога било порано. Навистина, абортуси имало уште од најраните времиња. Билките за отстранување на плодот биле познати во минатото и се употребувале. Меѓутоа, во тие времиња, каков било намерен прекин на бременоста се сметал за недозволен. За тогашните луѓе тоа не било поставувано како етички проблем. Прекинот на бременоста или абортусот едноставно бил сметан за злосторство, убиство, човекоубиство. Човековата совест не правела разлика помеѓу возрасен човек и човек во ембрион. Дури и во Хипократовата заклетва, која што е општо важечка до ден денес во светот како лекарска заповед, лекарот како чувар и служител на животот исповеда и пред Бога и луѓето дека ниту на жената нема да ја даде затруен клин. Меѓутоа, овој став во последните години, како и се друго, ставен е под знак прашалник. Зачетокот станува живо битие дури тогаш кога може да постои независно од мајката, тоест по своето раѓање. До тој момент тој е само дел од телото на својата мајка. Од тука следува пак дека секоја жена има право да го убие детето неколку моменти пред неговото раѓање. Основниот аргумент на приврзаниците за прекинот на бременоста е израз на општото начело на основните човекови права. Секоја жена, вела тие, има право да господари со своето тело. Не е дозволено волјата на некој трет, било да се работи за поединец или за општеството, да се меша и одлучува во такво лично прашање какво што е располагањето со сопственото тело. Но бидејќи раѓањето е создавање живот, кој по одредени стадиуми не може да биде негиран, приврзаниците на ова движење тврдат дека до моментот на раѓањето плодот не е човек, бидејќи не поседува самостоен живот. Ембрионот, велат таквите, е парче од телото, бездушна и безживотна материја, чие исфрлање од мајчиното тело представува чисто лична работа на жената. Какво било соочување со неа не е етички проблем, а пред се, посебно го подвлекуваат тоа, не е злосторство. Но дали прашањето е толку едноставно, како што го прикажуваат овие прогресивни жени? Дали ембрионот навистина е бездушен, без свој личен живот? Дали е тој дел од мајчиното тело со кој што мајката има право да располага како што сака? Или е тоа наполно независен живот, независна личност, која што се наоѓа во однос на зависност спрема мајчиното тело, кое што го обкружува само поради хранењето, како што и сите ние се наоѓаме во однос на зависност спрема природната средина поради исхраната? Разни лекари биолози поставиле различна временска граница за почетокот на животот на плодот. Еден од таквите научници е и американскиот гинеколог Бернард Натансон, некогашен управник на специјална клиника за абортуси. Натансон во период од 2 години извршил 60.000 абортуси. Измачуван со прашањето за исправноста на своите постапки, применил најмодерни технолошки средства за проучување на проблемот, каков живот покажува ембрионот и кога започнува тој живот. По испитувањата, Натансон дошол до заклучок и се уверил дека денес не е повеќе прашање на верата дали е плодот посебно човечко битие со сите посебни лични својства.
Испитувањето покажало дека во овој случај станува збор за сигурна научна вистина. За потврда на своите научни резултати, Натансон со ултразвук снимил на видеокасета абортус на плод од 12 недели. Оваа филмска снимка се вика "Безгласен крик", а покажува дека плодот предчувствува опасност од убиствениот инструмент за абортус и го искажува чувството од опасноста во која се наоѓа со следните реакции. Прета, силно вознемирен, се зголемуваат отшукувањата на неговото срце од 140 на 200, широко ја отвора својата уста како за крик, безгласен крик. Оваа филмска касета предизвикува таков ужас што еден лекар кој извршил лично 10.000 абортуси по неговото гледање за секогаш прекинал со абортусите. Тоа се случило и со една феминистка која по гледањето на филмот, потресена од она што го видела, целосно го променила својот став во врска со ова прашање. Снимката на Натансон се однесува на плод од 12 недели, односно 3 месеци, но најголемиот процент од вршените абортуси се однесува на периодот пред наполнување од 3 месеци, што важи за овој претходен временски период. Доказите на Натансон можат веќе да се сметаат за минато во медицината. Еве што ни откриваат современите научни наблюдувања вршени со најсовршени технолошки средства. По 18 дена од зачнувањето се чувствуваат отшукувањата на срцето на плодот и неговиот крвоток веќе функционира наполно самостојно. По 5 недели јасно се забележуваат носот, образите и прстите на плодот. По 6 недели започнува да функционира централниот нервен систем. Јасно се препознава скелетот и почнуваат да функционираат бубрезите, стомакот и црниот дроб на плодот. По 7 недели, кај нероденото дете се развиваат мозочните бранови, а мозочните бранови се главен критериум врз основа на кој современата наука одредува дали една зрела личност се наоѓа се уште во живот. Кај малото дете се веќе наполно обликувани сите внатрешни и надворешни органи. Има очи, нос, усни, јазик. По 10 недели, нероденото дете ги поседува сите особини кои јасно се гледаат кај детето по неговото раѓање. По 12 недели, органите на детето се наполно формирани, дури и отпечатоците на прстите. Преостанува единствено уште да се развијат. Плодот од 3 месеци е веќе способен да ја движи главата, прави гримаси и движења, ја стиска раката, ја наоѓа својата уста и си го цица првчето. Во 1981 година, кога Американскиот Сенат побарал мислење од 8 врвни специјалисти за тоа кога почнува животот на плодот во мајката, 7 од нив со полна одговорност изјавиле дека согласно со науката, медицината, биологијата, животот започнува од моментот на зачнувањето. Професорот Јероним Лежен во своето предавање на Француската академија на моралните и општествени науки во 1973 година изјавил: "Почетокот на човековото битие се врзува за моментот на зачнувањето. Човечкото битие е тогаш целосно и единствено, бидејќи во ништо не може да биде заменето со нешто друго." Овој микроскопски ситен плод во 6-тиот и 7-тиот ден, кога висината му е само 1,5 илјадити дел, во состојба е дури да се грижи и за својата судбина. Тој, да баш тој, влијае на прекинот на месечниот циклус кај својата мајка, наметнувајќи се на неа на тој начин за таа да го штити.
Резимирајќи, ќе го наведеме заклучокот на доктор Ернест Хаунд од една негова документирана биолошка, социолошка и етичка студија. Еве што кажува тој. Оплоденото јајце не е проста клеточна маса без сопствени карактеристики. Исто така на овој степен тоа не е ни израсток на растителен живот, ниту плод од некој животински вид. Тоа е наполно и апсолутно пројавување на живот на едно човечко битие, баш онака како што се случува тоа со новороденчето, доенчето, детенцето, момчето, возрастниот човек. Според тоа, при абортус се убива човечки живот, човечко битие, макар да се наоѓа и во најраниот стадиум од својот развој. По ова што го наведовме претходно, станува наполно јасно дека абортусот не е едноставно наивен прекин на бременоста, туку прекин на самостојно човечко битие и следствено на тоа убиство, уништување. Опишувајќи го абортусот, славниот професор Лурос буквално вели: тоа е смислено убиство. Едноставно е несватливо, ако не е знак на крајно лицемерство, како тоа истите луѓе кои се борат за човекови права и се удираат во гради за нив, истовремено од друга страна стануваат заговорници на абортусот, кој представува кршење, газење на најелементарните права на раѓање и живот на најнезаштитените човечки суштества. Истите луѓе кои од една страна се борат за укинување на смртната казна во име на правото на живот, од друга страна бараат озаконување на абортусот. Ни е жал за човекот што го убиваат на електричен стол, на бесилка или го стрелаат, но не и за оној кој се уште не се родил, бидејќи не сме го виделе и се уште не сме воспоставиле емотивен однос со него. Како што се гледа, разликата е само во емотивноста. Чувствуваме одвратност према мајката која го фрлила штотуку роденото дете во канта за ѓубре, а носиме цвеќе на онаа која абортирала и го уништила детето во достоинствената атмосфера на операционата сала. Природно, не ги занемаруваме бројните проблеми, за чие полесно решение се предлага абортусот. Меѓутоа, сметаме дека никогаш нема да биде можно да се решат тие проблеми со нечовечност од таква димензија. Страшно е, подобро кажано, се граничи со животинска несвесност, дури и да се помисли да се вршат абортуси за да се употребат децата за експерименти или во козметички цели. Исто така, ужасно е да се помириме со фактот дека причини за озаконување на абортусот за некоја држава можат да бидат интересот и заработката, бидејќи тогаш би се нашле пред апотеоза на краен цинизам. Неприфатлива е дури и помислата дека е можно да се дојде до степен на таква неморалност. На крајот, тврдењето дека озаконувањето донесува намалување на бројот на абортуси е дури и смешно во моментот кога статистиките потврдуваат дека во земјите каде што се озаконил прекинот на бременоста, дошло и до нагло покачување на бројот на абортусите. Така, например, во Јапонија, од 140.000 абортуси годишно, бројот се покачил на 200.000. Во Скандинавија и во Романија бројот станал тројно поголем, а во Америка се зголемил 6 пати. Се случува дури и следното. Во една иста болница, во една сала да се раѓаат деца и тоа некои и пред време, а истовремено во соседна операциона сала да се прават абортуси. И сигурно има постари деца што ги абортираат од некои што пред време се раѓаат и се прават секакви напори да останат живи. Што е она што на едното оделение го прави човекот вистински и достоен за живење, а на другото оделение го прави излишен израсток кој сам по себе е без сопствен живот? Одговорот е едноставен – субјективниот суд на лекарот и на мајката.
Одговорот се наоѓа во пророчките зборови на познатиот италијански законодавец од минатиот век, Рафаел Балестрини. Балестрини пред речиси 100 години запишал: најсилен доказ дека еден народ ја постигнал крајната линија на моралниот пат ќе биде времето кога абортусот ќе се смета за социјално прифатлив и нормален. Последиците од абортусот се сериозни и големи. Тоа може да се види и заклучи во меѓународната лекарска библиографија. Последиците за мајката се следните: голема смртност од различни причини, значителна болежливост и намалување на можноста за раѓање. За следните деца се последици овие: процентот на смртност и предвремено раѓање се зголемува кај жените со направен абортус. Разбирливо, се зголемува и бројот на деца со недостатоци поради абортусот. За младината се олеснува неодговорното сексуално однесување и се зголемува бројот на вонбрачни мајки. За демографскиот проблем и за истребувањето на оделни народи и да не зборуваме. Најтешко од се е тоа што со абортусот не може да се помири човечката совест, дури ни совеста на најголемиот аморалист. Затоа или предизвикува ужасни психички проблеми, или ја одведува трагичната мајка во социјално лицемерство. Во светот годишно абортираат по околу 42 милиони жени, односно секоја пета бременост завршува со абортус, а како последица на илегалните абортуси секоја 7 минута умира по една жена. Според заедничкиот извештај на Канцеларијата за статистика на Европската Унија, Евростат и Европската комисија, на секои 30 секунди во Европа се врши по еден абортус. Канцерот и абортусот представуваат основни причини за зголемена стапка на смртност во Европа. Намалувањето на бројот на живородени во Европа доведува до старење на населението, а со тоа и до неравнотежа во општествената пирамида. Во Македонија бројот на абортуси е скоро ист со бројот на родени деца. Еден од омилените изговори на приврзаниците за абортусот во нашата земја е "секое дете сакано дете". Звучи благородно додека не сватите кое е нивното решение за несаканите деца. Навистина е добро децата да се сакаат, но што да се прави со оние деца кои се веќе зачнати, а не се посакувани? Нивното решение за нив е убивање, бидејќи тоа е единствен начин да спречат да се родат. И кога ќе ги прашате како го оправдуваат тоа насилство, тие одговараат дека што ме несакано не треба да се роди. Од самиот момент на зачнувањето се формира човечко битие, кој во себе го поседува генетскиот код и целиот потенцијал на човечко битие. Битие кое што чувствува болка и има желба за живот, и што за нас христијаните е особено важно, битие кое што поседува бесмртна човечка душа, чие што несовршенство се состои само во тоа што нејзиниот инструмент, телото, се уште не е формирано. Но ако се смета за оправдано убиството на човек поради неговата несовршена телесна организација, тогаш со поголемо право би било можно да се убиваат старите и болни луѓе. Плодот како човечка личност мора да се заштити. Плодот како човечка личност не смее да биде уништен. Во принцип, разлика помеѓу убиство на плодот и други видови на убиства не постои. Убиството на бебе е престап против божественото и човеково право, против идејата за семејство и брак, против семето на човечката природа, против сопствениот народ и целото човештво. Убиството на децата е концентрација на егоизам, суровост, кукавичлук и лицемерие.
Семејството по христијанското учење е мала домашна црква. Абортусите ја претвораат во банда на разбойници. Семејството представува взаемна помош и заеднички права во времениот и вечниот живот. Овде луѓето еден со друг се туркаат во злостор, во морална пропаст. Наместо пријателство и взаемна помош еден кон друг, тие постапуваат полошо од било кој непријател. Семејството е взаемна љубов. Дали може да се љуби убиецот на сопственото дете, дури и ако двајцата родители се за тоа виновни? Злосторството и човечката крв никогаш не соединуваат, туку само раздвојуваат, поради што и бројот на разводи е директно пропорционален на бројот на абортуси. Убиството на бебето ги чини профани сложените разгранети односи помеѓу сопружниците, сведувајќи ги само на секс кој не може да пружи ниту среќа, ниту душевна топлина. Ниедно животно, ниеден влекач, ниту змијата, ниту шкорпијата не ги уништуваат свесно своите деца, а човекот од времето на цивилизацијата, просветеноста и хуманизмот ги надминува по суровоста. Додека убиството на децата не биде прогласено за најголем злостор и не биде ставено вон законот, сите повици за мир ќе бидат само маска за зверското човечко лице. Абортусот е убиство, и тоа зверско и цинично, и лишување на човечкото битие не од просто предавање на земјата, туку и од самата можност да стане христијанин и да го наследи блажениот живот во вечноста. Името на првата жена, Ева, значи живот, името на жената чедоморка е смрт. Овие мајки стануваат демони на своето собствено тело. Од Бога создадената лабораторија во која се раѓа и се развива човечки живот, тие го претворија во поле на кое што џелотот го убива нивното дете, нивниот син или ќерка, чиј што труп потоа наоѓа место во некоја канализациона цевка. И овие жени ќе бидат надвор од себе ако некој се посомнева во нивната пристојност. Црквата не ги прифаќа како мерило на својата наука и проповед човечките сваќања. Таа не зборува од земјата. Таа е носител на вистината што ја проповедал и учел самиот Господ Исус Христос. Нејзината наука доаѓа од озгора и е израз на божествената премудрост. Нејзините ставови се секогаш во согласност со вистинската наука за човекот, но не и со псевдонауката, со приземната и демонизирана научност. Во се, насекаде и секогаш важи словото на свети апостол Павле: Бог е вистинит, а секој човек лага. Резултатите од антропологијата, биохемијата и биологијата денес водат кон заклучокот дека абортусот е убиство, со обзир на тоа дека со него се прекинува самостоен живот кој постои во полн степен. Овие современи резултати на науката се идентични со древното учење на црквата која вели: плодот е самосвоен и самопостоен живот, индивидуалност со сите права од моментот на зачнувањето. Прецизното разликување на оформен и необразуван плод за нас нема значење, вели Свети Василий Велики. Според црковните канони, абортусот е убиство. Свети Јован Златоуст го смета за соучесник во гревот на убиство дури и мажот кој ја оплодил жената што врши абортус. Еве што кажува учителот на црквата: Зошто сееш таму каде што земјата сака да го уништи плодот, каде што има многу бесплодност, каде што е уништувањето пред раѓањето? Зошто дури ни блудницата не ја оставаш да биде макар само блудница, туку ја правиш и човекоубиец?
Луѓето што пристапуваат кон абортус на своите деца личат на Ирод кој заклал 14.000 доенчиња за да биде мирен и спокоен во животот. Би можело да се каже дека се дури и полоши и од него, бидејќи оние 14.000 деца не биле негови родени деца, и секој оној што учествува на каков било начин во страшниот чин на абортусот, без обзир што мисли самиот за тоа, соучествува во делото на убиството и носи голем грев пред Бога, кој дава апсолутна заповед: не убивај.